Добра вечер. Понеделник, 3 ноември 2025. Ова е терминот за дневник на КТВ. Локалните избори во 2025 година се избори со најниска излезност на гласачите од независноста на државата, при што за прв пат одзивот беше под 50% и во двата изборни круга. Според податоците на Државната изборна комисија, во првиот круг на гласање излегле 48,30% од граѓаните во Република Македонија, додека во вториот круг излезноста падна на 41,24%. Овој тренд на опаѓање е континуиран ако се спореди со излезноста од 67% во првиот круг во 2013 година, 60% во 2017 и 50,57% во 2021 година. Кандидатите за градоначалници од редовите на ВМРО ДПМН за општините Росоман, Неготино и Демиркапија се победници во вториот круг од изборите. Општина Демиркапија 100% обработени избирачки места, излезност 76-78, Лазар Петров, коалиција СДСМ 1152 гласа, Наталија Димитриева, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН 1222 гласа. Општина Неготино 100% обработени избирачки места, излезност 57-65, Петар Мантев, коалиција СДСМ 3966 гласа, Марија Нацева, Твоја Македонија ВМРО ДПМН 4713 гласа. Росоман 100% обработени избирачки места, излезност 79-73, Стојан Николов, коалиција СДСМ 1231 глас, Ѓорги Крстевски, Твоја Македонија ВМРО ДПМН 1305 гласа. Председателот на ВМРО ДПМН и премиер Христијан Мицковски по вториот круг на локалните избори оцени дека народот покажал зрелост и ја поддржал вистинската идеја и концепт. Голема победа на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Ако некој се сомневаше, народот покажа меѓу другото дека Македонија е повторно твоја. Ви благодарам, мој народе. Ова е заедничка победа. Ова е победа на вербата, надежта, копнежот за иднина. Ова е победа на напатениот народ, неговите соништа за кои се бориме, неговите надежи и нашата заедничка татковина. Вечерва Македонија повторно покажа зрелост. Овој резултат е и порака до СДСМ. Морам да признам дека не сум среќен поради нивниот дебакал. Но тоа е одраз на реалноста дека оваа партија не се реформираше и не фати чекор со времето. Вечерва не славиме против никого. Славиме за Македонија. Славиме за новата енергија што ја движи државата напред, за работата, за ред, за одговорност. Секој глас што го добивме е доверба, но и обврска. И со одговорност пристапувам кон секој даден глас. Секој избори се порака, и овие избори се порака и до нас, да не се забегува во победата, туку да се носиме со одговорноста дадена од граѓаните и да ја оправдаме. Да се менуваме и подобруваме. И таа порака е разбрана. Обврска да продолжиме уште посилно, да не се опуштиме ниту еден ден, да покажеме дека честноста и трудот победуваат, дека политиката може да има достоинствено лице и дека Македонија може да биде пример на соживот, ред и напредок. Од Кичево до Скопје, од Битола до Куманово, од Охрид до Штип, ова е истата порака. Време е за обединување, време е за работа, време е за Македонија што верува во себе. На сите што ни дадоа поддршка ви благодарам. На сите што не поддржаа со збор, со глас, со надеж, оваа победа е и ваша. На сите што гласаа различно, ја почитуваме вашата одлука и ве покануваме да бидеме заедно во работата што следи. Затоа што нашата визија не е партиска, таа е државна. Знам дека имаше луѓе кои овој пат не излегоа на гласање. Знам дека некои не гласаа за нас. И тоа е во ред, тоа е дел од демократијата. Но сакам искрено да им порачам, и вашиот глас, и вашата тишина ги слушнавме.
Затоа што оваа победа не е само победа на оние што гласаа за нас, туку и обврска кон сите вас што се уште чекате да видите голема промена. Нема да ви убедуваме со зборови, ќе ви убедиме со дела. Ќе работиме за секој човек без разлика кого го поддржал. Ќе покажеме дека Македонија е дом за сите и дека политиката може да служи, а не да дели. Затоа повикувам, следниот пат ве молам, не останувајте дома. Бидете дел од промената, дел од обновата, дел од единината. Затоа што само обединети можеме да ја направиме Македонија земја во која вреди да се живее. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, доктор Венко Филипче, на пресконференција по завршувањето на вториот круг од локалните избори, истакна дека резултатите потврдиле дека СДСМ останува најсилната опозицијска партија во државата и најави сериозни кадровски промени. Им честитам на сите градоначалници од сите политички партии. Мора да информирам дека во изминатите 2 недели, во вториот круг на изборите, се вршеше огромен притисок на сите кандидати на СДСМ во овие 17 општини, каде што влеговме во вториот круг. Не се бираа ниту средства, не се бираа ниту методи, и тоа само говори дека се соочуваме повторно со истата деструктивна власт на ВМРО ДПМН како во минатото, која што практично ги злоупотребува сите институции кои што им се под контрола. Согласно изборниот резултат на советничките листи, бројот на гласови, СДСМ е втора партија во земјата и прва во опозицијскиот блок. Ова е секако поттик да продолжиме понатаму силно да се бориме против оваа власт која никогаш повеќе нема да има таква поддршка како што имаше на изборите минатата година. Овие избори се јасен патоказ за СДСМ, секако јасен патоказ и за мене као председател на партијата. Јасно е какви промени треба да се направат политички, кадровски, и како што веќе најави, веќе следните денови тоа ќе се случува, ќе има седници на извршниот, на централниот одбор на кој што ќе ги обзнанам тие промени, секако ќе планираме и организирање на конгрес да се дискутираат политиките за следниот период. Лидерот на Левица, Димитар Апасиев, на синокешната пресконференција оцени дека резултатите од изборен процес покажале дека опозицијските тенденции во земјава се предстојувале позади Левица. Ова е пирова победа на режимот. Јас како председател на Левица ова вечер ќе упатам честитки само до кандидатите во Кичево и во Брвеница. Тоа значи дека нашата македонска платформа дава резултати доколку се обединиме. За разлика од нив, сетете се што и направија на Јована во Струга. Ако треба да опишам во еден збор како помина вториот круг, тоа е ВМРО стагнира, Левица дуплира. Балистичко врховистичката коалиција потврли и вреди ги зафркна ДПМН на секаде каде што очекуваа нивни гласови. За возврат на кусогледоста на Мицкоски, Курбан отиде Западна Македонија. Патриоти, продолжете да си го гласате Мицкоски. Во поглед на неопределените, ќе кажам дека 66% од нив не излегоа на глас. Тоа е многу неинтелигентно решение со ваков изборен модел. Или да објасниме пластично, 2/3 од скопјаните не гласаа, 1/3 гласаа. Од тие 1/3, само 1/5 одлучија за сите нас. 20% ВМРО-вци ќе ви ја стават чизмата во наредните 4 години. Од тука апелиравме дека неизлегувањето е неинтелигентно решение и тоа се покажа во пракса. До гласачите на СДСМ ве пуштија низ вода. Ја предадоа Струмица и Карпош, предадени сте од корумпираното раководство. Престроите се позади нашиот бајрак за да ги победиме ДПМН на наредни парламентарни избори. И последно, до левичарите. Зарем мислевте дека со 16.000 евра на Фейсбук можеме да победиме Ламја, која што вцица преку милиарда во овие избори? Тие ги имаа милиардите, ние им се спротиставивме само со едно брендирано комбе. Ви ветуваме дека ќе имате пекол во собранието ако не го измените изборниот законник
иако не ни дадете член во Државната изборна комисија. Амар е новото лице на левица, Амар од обичен левичарски воин вечерва стана специјалец. Од тука Амар е предводникот на пасокизацијата на СДС на ниво на град Скопје. Борбата продолжува, да сте ми живи и здрави. Изборите завршија, општина Кавадарци работи. Општината, заедно со еколошките здруженија и граѓаните во наредниот период, интензивно ќе работи на еколошки проекти кои треба да дадат придонес за поздрава и чиста животна средина, изјави меѓу другото денеска градоначалникот Митко Јанчев. Денеска на иницијатива на еколошките друштва и на општина Кавадарци сме на заеднички состанок со еколошко друштво Тисовец и еколошко друштво Екоживот, кои се активни во изминатиот период во општина Кавадарци, а нормално и во наредниот период верувам дека ќе се продолжи со активноста која што еден битен сегмент од делот на заштита на животната средина, екологијата и развој на еколошки проекти. Општина Кавадарци во договор со еколошките друштва става на располагање просторија, работна канцеларија во склоп на општина Кавадарци, која што и на првиот совет ќе биде донесена со одлука на совет, со единствена цел да еколошките друштва бидат што поблиску до општината, односно не поблиску, него бидат во самата општина и бидат дел од општината, во делот на професионалното и секојдневното работење. Очекувањето се да општина Кавадарци, јас како градоначалник со нов мандат, трет, заедно со службите од сектор за животна средина и заедно со Советот, дадеме најголем акцент на животната средина и на екологијата, со тоа што до сега, во овие изминати години, се што имаме сработено и е во фаза на проекти, ние ќе направиме една мала презентација за да се запознаеме и јавноста и еколошките друштва кои што и до сега беа дел од работењето. Општина Кавадарци има изготвено локален еколошки акционен план кој што е до важност до 28 година и меѓу редките општини кои што го има. И врз основа на тој план се проектират и се носат и новите комунални изградби, инфраструктурни изградби, меѓу тоа и новите детални планови. Општина Кавадарци има план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух во општина Кавадарци за период од 22 до 26 година. Исто така имаме катастар на загадувачи на воздухот на подрачјето на цела општина Кавадарци од Технолаб изработен како елаборат со податоци. Краткорочен акционен план за заштита на амбиенталниот воздух, наводи од истражувањето на амбиенталниот воздух од цела територија на општина Кавадарци и се она што е неопходно за да стигнеме до крајната цел детекција на сите моменти од делот на загадувањето на амбиенталниот воздух и на животната средина. Општина Кавадарци во изминатиот период, покрај теконото работење, даваше поголем дел на делот на субвенции, правење на велосипедски патеки, субвенции во делот на замена на грејни тела на поеколошки енергенси, велосипеди, исто така фотоволтаици поставени во делот на сите јавни институции, меѓутоа имавме кофинансирање за приватни индивидуални домувања за фотоволтаици со 50% учество, замена на кровови од делот на азбестни или други материјали со еколошки материјали. И продолжуваме во истиот правец, меѓутоа заедно мислам дека можеме многу подобро да постигнеме, затоа што и општината и еколошките друштва веќе ги имаме детектирано сите анализи направени во делот на загадувањето на воздухот и што содржи загадувањето на воздухот и установено дека над 80% од загревањето на домаќинствата. Со 5 клучни проекти кои што општина Кавадарци ќе ги спроведе од денес па натака, а тоа е заобиколницата за тешкиот товарен сообраќај, каде што очекуваме да се тргне комплетно тешкиот сообраќаен
метеж од кавадаци и се намале загадувањето и на воздухот и уништување на инфраструктурата. Почнување од месец ноември сега 15 со тендерирање за од почеток на гасификацијата заедно со топлификација, каде што очекуваме за наредната грејна сезона веќе да имат нашите сограѓани делумно, претежно во новиот така наречен центар во градот веќе е инсталирано гасификација и делумна топлификација во колективните стамбени објекти. Правењето на нови зелени суштински површини, како што е Желков дол, кој ќе се затвора со негде средства од 20 милиона денара заедно со UNDP, подигањето на Страчо Пинџур паркот и секое можно место каде што може да се подигне зелена површина. Исто така со подготовка на заобиколницата општина Кавадачи премине кон намалување на рангот на улиците во делот на од регионални во сервисни и собирни, каде што ќе се зголеме и tekako бројот на велосипедски патеки и поврзувањето низ цела општина. Општина Кавадаци е во крајна фаза и денови ќе го пушти последниот дел од кејот на Лудамара, тоа е од општата болница па се до Ватша и патеката до Мокриште. Во делот на оние сливни подрачја кај што ги имаме ерозивни, имаме планови за пошумување како и до сега, меѓутоа со поголем обем ќе дадеме значење и хигиената во градот, која што е на завидно одлично ниво, ќе се одржува и ќе се подобруваат сливните подрачја за атмосферските води и наносите на чакал, песок и други материјали да не влегуваат во самото градско подрачје и со уредувањето на земјоделските патишта во делот на тампонирање или делумно асфалтирање во градот да не се нанесува кал, чакал, песок, кој што после извесен период се претвара во прашина и нормално таа прашина е детектирана во самиот амбиентален воздух. Сето ова како програма навремено, заедно со животна средина од кај нас и со еколошките друштва, идната програма која што треба да биде стајана најдоцна до 15 декември на Совет, еколошките друштва заедно со сите сограѓани и граѓани кои што ги имаме, ќе учествуваат во делот на правењето на самата програма и во развојот на делот на подобрување на амбиенталниот воздух, меѓутоа и на комплетната животна средина и заштита на нејзината ситуација во општина Кавадаци. Ова од општина Кавадаци и јас како градоначалник покажува подадена рака комплетно и транспарентност максимална према сите еколошки друштва, а тоа значи дека према сите граѓани. Исто така голема благодарност и до еколошките друштва кои што до сега професионално и будно и не молчичи си ја вршија нивната обврска како невладин професионален сектор. Мислам дека така ќе остане и во иднина. И во делот на заедничката работа очекувам да овие сите проекти и делот на возложувањето на добра животна средина или здрава животна средина го издигнеме со неколку чекори во делот на идниот период кој што ни доаѓа, а тоа ќе биде само во интерес на жителите на општина Кавадаци. Сами знаете дека и целиот свет, и цела Европа, и секој град во Македонија се бори за подобра животна средина, меѓутоа ја мислам дека сме на правиот пат и сме на една блиска дистанца до тоа да постигнеме неколку чекори на повисоко ниво, за да можеме заеднички да го подобриме со животот, а поготово животната средина од амбиенталниот воздух и од загадувачите, меѓутоа и заштита на се она што значи екологија или биосфера во општина Кавадаци. Би кажал уште еден пример за крај. Од година, заедно со еколошките друштва, со секторот, ние како општина ќе бидеме приморани да наложиме на шумско стопанство Бор при испорака на дрвната маса за крајните снабдувачи да се има централен плац каде што ќе се ги истовараат сите дрвна маса цела, каде што ќе обработуваат и ќе стигне до семејствата во соодветна форма,
а не сега влегувајќи со тие тешки товарни возила, загадувајќи во делот на и амбиенталниот воздух, меѓутоа и на животната средина, а и уништувајќи ја урбаната средина, а и нанесувајќи немир на сите сограѓани, со тоа што знаете во каква состојба стигаат дрвата и каква е нивната примерна обработка до постигнување крајна цел за користење. И нормално тоа не треба да биде на терет на крајниот корисник, на купувачот. Цената треба да се биде регулирана како што е регулирана и сега, а шумско стопанство треба да биде малку покреативно, заедно со општина Кавадарци поддржано, да може да постигнеме таа цел која што мислиме дека треба готовиот производ, крајниот купувач да го добие во готов производ за користење. Јас толку би имал да кажам, во овој дел очекувам плодна, добра соработка и општина Кавадарци, пак би кажувал дека од првиот ден става најголема светла точка на екологијата, амбиенталниот воздух, и ако успееме како лица кои што во моментот сме вклучени во наредниот период од 4 години, мој мандат, а ваш професионален дел за функционирање и понатаки, да подобриме животната средина и амбиенталниот воздух, да го решиме од делот на загадувањето, мислам дека ќе направиме голем успех и ќе биде голем благодет пред се за жителите на општина Кавадарци, а начин биде еден голем императив во делот на нашето работење. После големиот дефект кој што синоќа се случи на главната водоводна линија на улицата Шишка, работниците на јавното предпријатие Комуналец од секторот Водовод, почнувајќи од 23 часот цела ноќ работеа за санирање на овој голем дефект, се со цел граѓаните да не останат без вода во текот на денешниот ден. Во 6 часот наутро дефектот беше саниран и водата беше пуштена. Од локалната самоуправа упатија благодарност до сите вработени кои цела ноќ неуморно работеа на санирање на овој голем дефект. Се поставува покривна конструкција на повеќенаменскиот објект во село Дреново. Од општината информираат дека таму интензивно се работи. Површината на објектот е 530 метри квадратни, од кои само за спорт, рекреација и културни манифестации се предвидени 360 метри квадратни, додека останатиот дел ќе биде наменет за соблекувални, тоалети и една деловна просторија за потребите на местната заедница Дреново. Инвестицијата е во висина од 30 милиони денари и е на општина Кавадарци. Неготино беше домаќин на тиквешки правнички денови, на кои присуствуваа правници, нотари и судии од земјава и странство. Се разменија искуства и се дадоа предлози за измена на закони според новите трендови и практиките во регионот. Традиционална меѓународна научна конференција која што се организира во Тиквешијата, минатата година беше во Кавадарци, оваа година во Неготино и Демиркапија. Називот, темата на овогодишната научна конференција е реформи во правото, патокас кон подобра иднина. На конференцијата учествуваат повеќе од 100 учесници од 4 држави, од Хрватска, Србија, Бугарија и Македонија. Имаме истакнати суди, правници, адвокати, професори од бројни универзитети од овие држави што ги споменав, суди, адвокати, нотари и извршители. Сите сме собрани со една цел да дадеме предлози за уредувањето на подобро уредување на нашето законодавство и час поскоро законодавецот да ги донесе неопходните реформи во граѓанското законодавство, во административното, во кривичното и се разбира во трудовото законодавство. На сите овие 4 панели кои што се одржуваат денес и вчера и утре, се зборува од практични аспекти, но исто така и од научни аспекти. Нашата држава доцни од сите поранешни југословенски републики во однос на реформите во правото. Токму затоа ја иницииравме оваа конференција за да го поттикнеме законодавецот што поскоро да ги донесе реформите што се неопходни за граѓаните, но исто така и за правните лица. Овие реформи кои што се однесуваат на сите овие сфери, граѓанско право, кривично право, административно, трудово право, се од големо значење за граѓаните, затоа што реформираните односи, новите законски решенија ќе придонесат кон поголема правна сигурност, а се разбира и позадоволни граѓани кои што ќе имаат побрза правда и поефикасна, за разлика од сега бројните застарени решенија
застарени закони кои што создаваат бројни проблеми и за граѓаните, но исто така и за доверителите. Навистина е привилегија да се биде дел од учесниците на оваа конференција, посебно како панелист, бидејќи денешната тема е посебно важна за воопшто развојот на правната култура во Македонија и посебно е важна за да се чујат од деците на оваа конференција до надлежните за преземање на конкретни мерки и активности за донесување на определени действија како би се донеле нови законски прописи и подзаконски акти заради што подобро согласување на македонското правосудство. Јас настапив во делот од панелот што се однесува на реформи во граѓанското право, при што се осврнав на да се кашните активности во поглед на спроведување на стратегијата за правосудство, во која учествува исто така во рамките на работната група, како и за потребата де леге ференда да се донесат нови законски прописи со кои што ќе се вклучиме во земите кои што веќе ги регулираат сите можни модалитети и активности во поглед на дигиталната собственост и дигиталниот имот. Овдека навистина во многу каскаме зад другите земји, па дури и зад нашите соседи, а ако се има во предвид дека 2016 година бевме меѓу најдобрите во спроведување на дигитализацијата. Сметам дека конференцијата во многу ќе допринесе за подобрување на правниот живот во Македонија доколку се чујат нејзините заклучоци. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС-95 и БС-98 се зголемуваат за половина денар за 1 литар, додека цената на дизелот се зголемува за 1 денар, објави денеска Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Цената на екстралесното масло за домаќинство останува иста, додека цената на мазутот се зголемува за 0,8 денари за килограм. Според новата одлука на Регулаторната комисија, БС-95 ќе се продава за 74 денари за литар, БС-98 за 76, а евродизелот за 71 денар за литар. Маслото за горење ќе чини 69,5 денари, додека мазутот 36,9 денари. Продолжуваме со информациите од спортот. Тиквеш Голден Игала повторно загуби со кош во последните секунди од маđари со 76-74. Кај девојките Пробаскет ја забележа втората победа во серија, совладувајќи го Делчевски Патриот со 91-53. Петото коло од машката кошаркарска Суперлига помина без поголеми потреси и изненадувања. Чајри ја продолжи кризата во сопствените редови откако дома загуби од Кожув со 80-84. Работнички ја продолжи победничката серија и го совлада Гостивар со 75-60. Во дербито на колото, МЗТ славеше против Куманово со 73-60. ТФТ на гостувањето кај Феникс го продолжи максималниот учинок со победата од 58-80. Исто како и Пелистер, кој на гостувањето кај Ангели славеше со убедливи 76-100. Тиквеш Голден Игл одигра уште еден драматичен надпревар на гостувањето кај Новелијата во Лигата Маđари. Кавадарчани загубија со кош во последните секунди со резултат 76-74. Кај девојките на програмата беа средбите од третото коло. Во Кавадарци екипата на Пробаскет беше убедлива во дуелот со Делчевски Патриот и славеше со 91-53. Во скопската пресметка Вардар минимално го совлада МЗТ со 55-53, а во дербито на колото и дербито на истокот Крива Паланка не можеше да му парира на шампионот Баскет Кам и загуби со 70-83. Бадел како фаворит немаше никакви проблеми против тимот на Спорт тимот Неготино и славеше со 70-41.
се одиграа редовните кола во втората и третата фудбалска лига. ГФК Тиквеш утре го чека тешко гостување кај Работнички. Заради локалните избори, 12-тото коло во првата македонска фудбалска лига беше пролонгирано. Па второлигашите ги одиграа средбите од 10-тото коло, во кое се постигнаа следниве резултати. Преспа Охрид 0-2, Тетек Сосогово 3-0, Брегалница Детонит 0-0, Победа Шкендија 0-1, Новаци Големо Конјари 7-0, Саса Скопје 1-2, Кожу Беласица 0-2 и во Неготино Вардар Слогавиница 2:2. Во третата македонска фудбалска лига група Југ се одиграа средбите од 8-то коло. Росоман во ово коло беше слободен бидејќи требаше да игра со Слога од Лажани. Екипата на Венец од Дисање продолжи победничката серија и славеше на гостувањето кај тимот на Башкими со 0-1, додека Дреново на домашен терен го пречека лидерот Борец од Велес и загуби со 2:5. Млекар дома загуби од Ултра со 1-4, Превалец минимално со 1-0 славеше против Тополка, а Питогули во Крушево со 3-0 го победи Влазними Јуниор. Во ова коло на домашен терен сигурна беше екипата на Младост, која во Кривогаштани славеше со 3:1 против Бучин. Прволигашите денеска ќе ги стартуваат над преварите од 12-тото коло со средбата Арсими Башкими. Утре вторник, 4 ноември, своите средби ќе ги одиграат Македонија Џорџе Петров Струга и Работнички Тиквеш. Во среда ќе играат Брера Силекс и Пелистер Вардар, додека Шкупи и Шкендија својот надпревар заради евро обврските на Тетовчани ќе го одиграат на 15 ноември. Времето утре ќе биде променливо облачно, со повремени локални врнежи од дожд, особено предпладне. Ќе дува умерен долж по Вардарието, засилен северен ветер, температурата до 15 степени. Во среда и четврток ќе превладува претежно стабилно време, а нови локални врнежи од дожд повторно се очекуваат во петок и деновите од викендот. Тоа беа содржините во дневникот. Благодарам за вниманието, имајте убава вечер.